Добро вечер, почитувани гледачи, нова емисија Отворена за. Да ја подсетам, една од најстарите емисии во етерот во Тиквешијата од 85 година постои го брендот, го водам се уште јас. Илјадници гости продефилиране во разговор со мене и еве дојдов да правам муабет со човек кого лично мислам дека се дистанцира од политичката сцена. Меѓутоа, беше драго кога повторно видов дека тој е значаен чинител во политичкиот живот и баш ми е вака интересно сега да видам дали ќе има успех во неговиот политички бекграунд. Пред 16 години беше председател на СДСМ Кавадарци, општинска организација Кавадарци, и сега мислам дека се сеќавате, се работи за Диме или Димитар Мукетов. Димитар. Ево, гледате, Диме, повторно политички води. Како се чувствуваш? Најнапред, Маријан, големо ми е чувството да изразам благодарност што еве денес сум овде во вашиот ценет и гледам медиум. За мене вашата работа и вашата појава, вашиот лик, немам никаква дилема, бил дефиниција на еден од најголемите бардови на јавниот живот во Тиквешијата и навистина го делам чувството искрено на задоволство што едете на еден таков политички камбек, ќе бидам прилика да го направам со вас. Искрено да кажеме, кога влегов туку у студиото, кога се запалија рефлекторите, кога седнав на ова столче, тој адреналински набој, веднаш се подсетив на моите први настапи како почетник во политиката, во студијата на РТК и можеби тоа чувство, тој адреналин ни сите овие години фалел кај мене, па еве сега сме у позиција и тоа чувство да го компензираме со овој јавен настап и со оние кои што искрено се надевам ќе следат во иднина. Инаку, искрен да бидам, јас никогаш сите овие години не сум бил индиферентен према состојбите во СДСМ. И кога влегов во СДСМ, влегов после еден сериозен изборен пораз, во една тешка ситуација во партијата. А искрен да бидам, беше многу непријатен поразот на локалните избори во Кавадарци и посебно беше непријатна беше атмосферата која се генерираше внатре во општинска организација во СДСМ после тој пораз. И од друга страна, партијата влезе во процес на регенерирање, на жив процес, се формира едно исклучително младо, талентирано раководство, луѓе кои што имат одличен професионален бекграунд, луѓе со многу сериозна образовна платформа и пред се она што е најважно, луѓе кои што решиле својот живот, својата кариера, своите семејства да ги подигнат у Кавадарци и заедно да учествуваат во создавање на милие за еден подобар живот и дела за вреднување за еден подобар Кавадарци. Кога се склопија тие три пункта, одлуката беше природно и брзо се договоривме со новото раководство на СДСМ. Еве рефлекторите се вклучени, јас сум тука и битката за посилен СДСМ, за организација со дигнитет, вредности, работа, дисциплина и дела официјално започна. Со Диме имав исклучително пријатни средби пред 16 години, 2005, 2006 година, 2004 година. Дури не личеше на толкова слобода за новинари колку што тој умееше да ја направи. Значи, политичките ставови на новинарите, кои секако имаат, политичките ставови на сите што го обкружуваат, не беа воопшто битни затоа што неговата големина е била во тоа што на сите гледала еднакво. Па дури на своите политички противници, во што исто и јас сметам дека е богатството на една личност. Во една таква констелација, Диме го паметам и затоа и денеска кога реков повторно вратен во раководството на оваа партија, искрено се радував. Член на извршниот комитет на извршниот одбор на СДСМ. Тоа е голема функција. Кажете ми на кој предлог дојдовте на ова место? Направив неколку сериозни разговори и со раководството на партијата во Скопје и пред се со новиот млад председател на СДСМ Вуке Мелов и брзо се договоривме и поставивме контурите на тоа што треба да го работиме. Искрен да бидам, кога спомнавте во делот на она што значи политичка култура, начин на кој што разговараме, разменуваме аргументи, политиката пред се Јас сметам дека тоа е многу важно. Пред се политиката сум ја сваќал како одговорност. Јавниот збор е пред се одговорност.
Сојузот. И инвестицијата во јавниот збор е инвестиција во демократска култура. Кога ние внимаваме што зборуваме, кога го почитуваме противникот, кога имаме пиетет према различноста, тогаш градиме и единство на ставови. Ние сме мала нација, на оваа нација треба сплотеност и треба различност од вредности. Тоа е силината на демократијата и еден од првите основните принципи како јас ја поимам демократијата е пред се да го уважуваш, да го респектираш и да го цениш својот политички ривал. Ете, затоа со Дими Мукретов останав во добри релации после толку години, затоа што сметам дека неговиот космополизам како човек и гледање на работите е поинако во другите. Ние немаме политичка култура во политиката. Тоа ни фали. Последните 10 години Дими вистина е така. Што се случува? Јас пак или забегуваме сега пак ќе се вратам на институтот политичка одговорност и на една друга инстанца, тоа е дека политиката пред се е одговорност и работа. Така е. Ако имаш одговорност, ако имаш работа, ако имаш контрола на процес, ако имаш сет на идеи и ако сето тоа го склопиш во ситуација која што народот препознава и одговара реално на неговите интереси и потреби, тогаш немаш проблем. Но во отсуство на елементарните вредности во политиката, агресивноста, непристојниот вокабулар, начинот на кој се третира противникот генерира нервоза, генерира сет на изразување кој што е далеко од она кој што е цивилизацијски опсек на еден демократски израз на еден политичар и за жал во таква атмосфера се генерираат подобите, во таква атмосфера се генерираат ниските страсти и во таква атмосфера на крајот на денот не може да дојде до израз оние креативни луѓе, оние вистински сили во општеството, оние луѓе кои што треба да ги градат мостовите на иднината и оние луѓе кои што треба да ја градат иднината на нацијата. Како бевте прибили во СТСМ сега? Исклучително добро, фино. Се чувствувам исто како мој втор дом. СДСМ, левицата, таа идеја била моја политичка идеја целиот мој живот и навистина не го криев задоволството во моментот кога се вратив во партиските простори на СДСМ и кога бев обкружен со еден исклучителен тим на млади луѓе, кога гледав кај нив оној жар, енергија, желба да се оптимализираат работите. Се видовте ли малку вие себе си во? Па се видов, искрено се гледам еве и ке младиот председател неколку пати кога сме разговарале со. Тој меѓу најмладите во Македонија, нели? Да, дека слични му се предизвиците, слична е возраста, слични се ситуациите во кои што се наоѓав и јас и би сакал да тој проект успее искрено и искрено сета моја потенцијал, енергија, посветеност ќе ги вложам да успее тој проект. Јас имам 5 принципи професионално на кои што функционирам, тоа е нулта толеранција за корупција, оптимализација, активитет, труд и работа, многу работа. И оно што можам да го ветам и тоа што сакаме да го ребрендираме и ќе биде новиот лик на СДСМ пред се работа. Работа, само работата создава вредности, само работата создава препознатливост и на крајот на денот без разлика на проблемите. И други некои непријатности во текот на извршувањето на таа. Јас се обидувам и нови помлади колеги да му објаснам. Значи политиката е процес кој што е долг и трае. Избори ние имаме на секои 2 години. Така. Партијата не постои за едни избори. Така. Партијата постои за да има темел, за да има јавна политика, за да има вредности, за да има дисциплина, за да има организација и за да има сет на работи кои што ги препознава јавноста, се вклучува во нив и активно помага во креирањето на ставовите на таа партија. Сега одговорите на моето прашање зошто младите влегуваат во политика за да ги задоволат своите барања или интереси. Индиректно одговорите. Зошто СДСМ ги загуби изборите во Квалација, според вас? СДСМ имаше една интересна ситуација, која што на крајот на денот епилогот кој што дојде на локалните избори не му го испарача резултатот кој што беше очекуван. Да. И јас го лоцирам проблемот на неколку пункта. Значи проблемот не беше во делот на посветеноста на партијата, во делот на реализација на она што беше програма и ветување кон граѓаните. Сериозен сет на инвестиции беше направен во Кавадарци. 11 милиона евра. Тоа не се крие. Околу 12 милиона евра. Да, не се крие тоа. Без малку 12 милиона евра, тоа ќе го отвориме и ќе го обираме во една друга тема. Во текот на емисијата, меѓутоа, мислам дека отсуствуваше јавната комуникација, презентацијата на јавните политики, отсуствуваше дисциплината во работата на носителите на јавните функции во партијата, директорските, менаџерските позиции, отсуствуваше
имаше координација на ниво на телата и структурите на партијата и сето тоа на крајот на денот, и да бидам искрен, една прилично важен момент, тоа е дека од другата страна имаше противник, актуелниот градоначалник Митко Јанчев, кој што успеа да наметне у колективната перцепција на градот неподелен став дека неговата работа, посветеност и однос кон кавадарци заслужува втор мандат. И во една таква констелација СДСМ, иако вложи многу енергија, вложи сериозни средства, вложи сериозни инвестиции, на крајот на денот доби лош изборен резултат. И тоа е една ситуација која што партијата треба сериозно да анализира, да ги бара пред се грешките во собствените редови, односно слабостите, да ја зајакне капацитетноста, да ги подобре начинот на комуникација на јавните политики и она што е најбитно, структурно да биде дисциплинирана. Тоа значи дека носителите на јавните функции, првиот ешелон, менаџерите на јавните институции, директорите на јавните предпријатија, мора да работат согласно очекувањата на граѓаните. Нивниот сет на работа, преземање на одговорност, создавање на атмосфера во тие институции, дисциплина, работа, учинување кон граѓаните, мора да биде на нивото кој што граѓаните го очекуваат. И да бидеме искрени, не е случај на тезата дека граѓаните секогаш повеќе очекуваат од СДСМ. СДСМ и овие 3 децении ја научил македонската јавност дека е авангарда, дека е партија која што секогаш оди чекор понатаму. Партија која што отвара европски перспективи, партија која што отвара демократијата, партија која што е за отворено општество, партија која што сака Македонија да оди напред. И кога генерирате таков колективен впечаток по јавноста, нормално дека она што треба да го испорачите на таа јавност секогаш мора да биде многу повеќе од она што го прават твојот политички противник или ривал. И за жал, мора да бидеме искрени дека тоа СДСМ не секогаш и не секаде успеа да го направи. И тоа е одлична лектира и одлична лекција за сериозни анализи внатре во партијата, во делот на начинот како функционираме, како пренесуваме пораки кон јавноста, како ги примаме пораките од јавноста, како работиме во интерес на јавноста и какви политики креираме. 30 години демократија, значи ли дека избирачкото тело сега научи некои лекции од минатото, според вас? И тоа да влијае на лошите резултати, да речеме, во кавадарци? Политиката, не. Политиката има и своја метафизичка и диалектичка страна. Метафизичката страна на политиката ја гледам во оној дел кај што ние сме народ кој што брзо заборава. Да бидем искрени. Еве, јас кога правам ова рекапитулација, 2002 година, кога дојде СДСМ на власт, дојде на власт во држава која што, да бидем искрени, 30% од територијата формално правно нашите политички сили не ја контролира. Македонија беше постконфликтна, поствоено, поделено општество. И погледнете, од 2006 година, кога го завршивме мандатот, ние што направивме? Го обезбедивме мирот, ја вративме суверенитетот и интегритетот на целата територија. Македонија доби кандидатски статус за Европската унија прв пат во 2005 година. Македонија доби сериозни меѓународни пријатели и огромен меѓународен рейтинг заради начинот како постконфликтно го решаваше општеството. Па сетете се дека Америка и НАТО на Македонија ни ја дадоа сојато во НАТО програмата. Ние бевме спонзори, регионални лидери на влезот на Албанија и на Хрватска во НАТО. Тоа се случи во 2006 година и да не заборавам, тогаш Америка го призна нашето тогашно уставно име Република Македонија. Бундестагот го призна нашето уставно име Република Македонија. Значи во една држава која што ја земавме во постконфликтна ситуација, во која што 30% од територијата формално правно не ја контролиравме, поделено општество, на крајот на мандатот испорачавме мир, стабилност, меѓународен рейтинг, меѓународни пријатели, признание, кандидатски статус за Европска унија, НАТО, Америка и што се случи после тоа? Брзо забораваме, дојде Груевски, Македонија потона во отворена диктатура, корупција, криминал, ги изгубивме меѓународните симпатии, од решение на проблемот станавме проблем на решението, станавме регионален проблем и на крајот на денот, сега, она што се случува со СДСМ овој мандат и пол, СДСМ доби сериозен предизвик да ги врати капацитетност на институциите, да испорача правда, да се справи со криминалот, да се справи со разорениот институционален
институционален систем на Македонија и да бидам искрен, морам да бидам искрен, дека овде, иако покажавме сериозен импакт и сериозни резултати, до крај не ги исполнивме очекувањата на граѓаните. Вистина е дека граѓаните во овој момент немаат перцепција дека тоа е процес кој што сме го затвориле, заокружиле и СДСМ овде мора да посвети сериозна енергија во периодот кој што следува. Тоа е суштинско прашање за СДСМ, но и за виталните интереси на Македонија. Зошто? Пред се СДСМ мора да работи многу поорганизирано, подисциплинирано и пред се мора да ја чисти корупцијата во своите редови и мора да се справи со оние функционери кои што не одговориле на гласот на граѓаните. И тука во тој процес СДСМ не смее да има никакви компромиси. Затоа што ако СДСМ не го затвори овој процес, сериозно ризикуваме да го вратиме национализмот, да го вратиме голиот популизам. И искрено не верувам дека по трет пат Македонија треба да се коцка со својата државност и дека во оваков Балкан, во оваков регион, во оваква констелација на односи, Македонија има шанса дори да ја загуби својата државност. Затоа овој предизвик и ова битка за СДСМ е битка пред се за единината на Македонија. Справување со корупцијата во сопствените редови, испорачување правда, испорачување на социјален модел на правда, тоа е она кое што го очекуваат граѓаните, тоа е она за кое што сме добиле мандат и тоа е она за кое што СДСМ треба во овој момент сериозно да работи. Можеме ли да го задржиме името на Република Македонија, според вас? Јас, еве, ако видовте неколку пати во текот на емисијата, користам името Македонија и не ви е проблем, не станува збор за проблем. Значи, Македонија од самиот почеток, од Лисабонската декларација преговара за името, тој проблем со Грција. За жал, ние бевме на добар пат 2005 година. Да. Тогашниот премиер Владо Дучковски. Со признавањето на тогашниот премиер Владо Дучковски беше признат, беше примен во Белата куќа кај претседателот на Америка Џорџ Буш. Македонија беше верификувана за лидер во регионот и тогаш тргна големата офанзива за нашето уставно име. Да, се сеќавам. Америка не призна под уставно име, Бундестагот не призна под уставно име, Караманли со неформални средби со тогашниот наш премиер молеше под фиром да влеземе во ЕУ, некои други генерации да го решават, затоа што му беше јасно дека битката за името е загубена. Но влеговме во една сериозна авантура со Груевски, влеговме во проектот на антиквизацијата, Грција ја доби оној импакт кој што имаше изгубено. Дека ние ја крадеме нивната историја. И тогаш ние ги изгубивме меѓународните симпатии и во таква ситуација дојдовме да изгубиме и двојната формула за името. На крајот добивме географска одредница на името. Но ја да бидам искрен. И тука не треба да има забуна јавност. Ние сме Република Северна Македонија, да, но Северна е географска одредница. Не може географска одредница да биде име на држава. Името на државата е Македонија. Ние сме македонци. Тука сме чисти, јасни. Много ми е драго кога го слушам тоа од вас. Чисти и јасни. Кажете ми, што треба да менува СДСМ? Нешто рековте за корупцијата и ми се бендисува тој дел. Што треба да менува за да ги задржи своите гласачи? Па еве и сега ние тука и на општинско ниво влегуваме во еден процес каде што ние го дадовме работно име еволуација на работа на сите наши јавни носители. Добро. Значи СДСМ мора да се организира во делот на начинот како функционира и какви пораки праќа кон граѓаните. Што испорачува? Какви политики, но и какви сервиси, какви вредности. Како функционира Центарот за социјална работа, како функционира Управата за јавни приходи, како функционира здравствениот дом и така натаму. Ние сме влада. Многу е битно каков квалитет на услуги испорачуваме, како ги третираме граѓаните. Браво. И тука прво влегуваме во тој сет да извршиме евалуација до каде сме, што треба да појачаме, каков профил на луѓе ни требаат, што е тоа кое што на крајот на денот нас ќе ни го осветли образот кај граѓаните, односно ќе се даде мнение дека капацитетноста на оваа партија, начинот на кој што работиме и сме ги поставили институциите во градот, одговара на тоа што го дале нашиот глас или би го дале гласот за нас на наредните избори. Хајде да влеземе во законодавниот општински дом во собранието. Овде е градоначалникот, тука е вашата советничка група, најпред советничката група. Што може таа да стори за да го врати имиџот на СДСМ во Кавадарци? И бевте мнозинство во минатиот мандат, сега сте во опозиција. Така и вие сте сведоци јавноста дека советничка група е силно фокусирана на неколку темелни принципи. Особено економскиот сектор. И да се вратам на генезата на целата релација, што е на предходните локални избори. И тогаш
СДСМ даде едно ветување кога презема власта дека го ревизор нема никој да се врати во Македонија, дека тој систем, тој начин на практицирање на власт во Македонија ќе биде минато. Партизацијата пред се. Така. И се деси веднаш на почеток на мандатот во локалните избори, актуелниот градоначалник и сегашен Митко Јанчев победи на тие избори во Кавадарци како кандидат на ВМРО ДПМН. И што требаше СДСМ тогаш како централна власт да направи? Да го казне Кавадарци? Не. Напротив, СДСМ реши да силно инвестира во Кавадарци и да покаже дека ние сме поинакви. И веднаш да бидам искрен, овде многу помогна првичниот концепт на Митко Јанчев. Митко Јанчев влезе и тоа во многу интервјуа, многу негови јавни настапи, тој тоа го има потенцирано дека е горд што во Кавадарци креира слика на град во кој што сите политички партии се обединети околу јавното добро и околу јавните интереси. Точно зашто вие заговарате. Така. И во тој дел, тој ја доби нашата поддршка. Така е. И што направивме? Ние отидовме чекор понатаму. Ние преземавме одговорности на локално ниво. Ние бевме мнозинство, градевме мнозинство во локалната самоуправа и го успоставивме еден идеален за мене однос во политиката, а тоа е сплотеност на централната власт, локалната власт, градоначалникот, локалниот парламент и јавниот интерес на граѓаните. И само секој граѓанин на Кавадарци беше свесен што се случуваше во тој мандат од 4 години. Кавадарци масовно се градеше, влезе во инвестициски бум, градот функционираше безпрекорно, се подигна нивото на инвестиции и се подигна вредноста на градот. 4 години СДСМ и ние сме горди на нашата улога на тоа што го правевме во локалната власт. И сега да се вратиме на позицијата на денешната позиција на нашата советничка група во Советот. Но пред се, мора уште еднаш да ја потсетиме јавноста на ставовите на Митко Јанчев. Еве, например, околу клучните прашања во тие 4 години мандат на владата на СДСМ, клучните прашања, например, неговиот став за референдумот, визави ставот на Мицковски и ДПМН. Или, например, неговиот став за Преспанскиот договор, визави ставот на Мицковски и ДПМН. Или, например, неговата изјава за реформскиот капацитет на владата на СДСМ, визави ставот на Мицковски и ДПМН. Па, ако не се лажам, во време на ковид кризата имаше дури и повик за онлайн протести од страна на Митко Јанчев против раководството на ВМРО ДПМН и на Мицковски. И сега најнаш во вториот мандат го гледаме тој исти Мицковски и го гледаме нашиот актуелен градоначалник Митко Јанчев, како го отвараат пазарот, го гледаме на Трифун и гледаме дека полека Христијан Мицковски се претвара во главен ревизор на сите урбанистички планови и проекти на општина Кавадарци и дека цело раководство на ДПМН овде во Кавадарци оди на промоција во белиот дел, во бели кошули, во тегето дел, оди на промоција на јавни објекти. И ние од тука правиме една сериозна паралела. Ако првиот концепт во првиот мандат бил концепт во кој што сме се договориле да ги надминиме разликите, да работиме на јавното добро, на јавниот интерес на градот, да реализираме проекти без разлика кој од која политичка партија е, да градиме концепт на отворен град и град полн со инвестиции. И во тој аспект Митко Јанчев имал нашата потполна поддршка и институционална, и владина, и партиска. Во вториот мандат гледаме дека се работи за ситуација во која што тој решава да ВМРО ДПМН како политички субјект ја преземе целата одговорност за власта во градот и ние тој процес го сваќаме како партизација на градот, присуството на лидерите на ВМРО ДПМН, отварање на објекти кои што се од локално значење и кои што се дел од локалната самоуправа. И тоа е процес кој што ние го критикуваме и ние повторно повикуваме дека иднината на Кавадарци е еднина во која што сплотеноста на политички субјекти, јавниот интерес на градот, инвестициите, реалниот живот, тоа е тоа што му треба на Кавадарци. И од тој аспект така и е форматиран обликот на делување на советничката група на СДСМ. Ние сме сега опозиција во локалниот парламент и нормално е како опозиција да ги поставуваме оние прашања, дилеми кои што ги има јавноста и нормално исто на градоначалникот и неговите служби, тоа е најнормален демократски процес да одговара на тие дилеми, се од моментот додека нивото на дебата, начин на размена на аргументи, го држи нивото како што треба еден град како Кавадарци да го има. Би го поддржале или не во одредени проекти кои се
значени или релевантни за вас и за... Апсолутно. Лагуна, не знам, околницата, граничниот времен и така натам, нешто што со владата на Зоран Заев тој разговараш. Апсолутно, овде нема и доби виза. Никаква дилема. Се што представува јавен интерес, се што е интерес на овој наш град, секој проект кој што влегува во сферата на она што значи секојдневно живење и потреба на граѓаните, апсолутно е овде јавно кажувам дека за СДСМ ќе биде потполно поддржан. Но ние не можеме од друга страна да поддржиме концепт во кој што наместо да градиме град кој што е сплотен, наместо да имавме она прва позиција која што имавме во првиот мандат. Јас не паметам таква сплотеност на советниците. Сега имаме процес на партизација, на ваморизација на градот и тоа е процес кој што ние искрено мора да кажеме дека не може да го поддржиме. Имате ваши директори во многу училишта и така натаму. Па имаше и ДПМН и ВМРО имаше во време на Не. Јас сум заговорник на менаџерски пристап во политиката. И директорот треба да биде евалуиран спрема одговорноста, спрема начинот на мобилизација, спрема организацијата, спрема работата, спрема начинот како извршува својата функција, неговата политичка припадност е негова политичка припадност и тоа е настрана од јавниот домен. Македонија нема иднина со партизацијата. Оно што ја и лично, искрено, имам како политички став, е дека Македонија мора да му даде шанса на најдобрите луѓе. Ако ние немаме каптажа на најдобриот македонски ум, ако ние немаме каптажа на оно што е највредно, ние ќе ги губиме генерациите, а во партиите ќе бидат највошти ученици. Мислам дека добро кажете. На ниво на држава какво стоиме според вас? Еве да го искористам вашата присуство. Како, во кои односи сме во натрешната или надворешната политика? Македонија има сериозни предизвици. Мислам дека сте човек на вистинско место за оваа тема. Сериозни предизвици. Само што излеговме од еден деценијски спор со Грција, кој што многу ја кошташе. Заборавивме на него. Заборавивме, кошташе многу Македонија. И Македонија беше многу и финансиски, и социјално, и политички исцрпена. И само што помисливме дека она што е наша национален интерес, евроатлантските интеграции се на прагот, се генерираше проблемот со Бугарија. Да. И за мене тој проблем се генерираше со Бугарија заради тоа што Бугарија погрешно го читаше договорот од Преспа. Договорот за Преспа затвараше историски прашања, не отвараше нови. Бугарија помисли во еден момент дека сега е моментот да се притисне Македонија и да се добие тоа што го сакат. Да се добие она кое што никогаш во историјата не било ривно. Така, јас напишав денеска еден текст. И ние баш така. Ние согласно сета она политика и согласно традицијата наша македонска. Видите, јас себе да кажам отворено. Тоа му го зборам и на овие помлади. За мене инспирација е, ние имаме исклучителен историски континуитет како СРСМ, во овде утиква шијата. За мене инспирација е Димката Ангелов Габерот. За мене инспирација сум го читал десетина пати книгата Дневникот на Страшо Пинџан. Сум го читал, сум го студирал на факултет Мито Хаджи Василев и Јасмин. Плејадата на револуционери, народно-освободителната борба, македонскиот корен, независност. Тоа е инспирацијата во политиката. И ако некој посегне по идентитетот, по тоа што е македонска припадност, тука нема компромис. Не останува ништо. Ние сакаме со Бугарија да разговараме. Отворено за сите прашања. Да. Ние сакаме да подадеме рака. Но тоа е рака на иднината. Се знае каква е таа рака на иднината, на европската перспектива, на взаемно почитување, на градење на добри односи, на размена културна, на сето она што го прават културни, цивилизирани и нормални народи во светот. Може ли да ни го земате гости Делчев и така? Не може да земат ништо, никој ништо не може ни земе. Нас ни името не го зема. Никој не може ништо да земе. Не може затоа што македонецот е пире. И на крајот на денот, Македонија, со овие 30 години независност, начинот како внатре во ткивото македонско е форматирана свеста за македонизмот, свеста за припадноста кон сопствената нација. Па погледнете како се радуваме ние кога победува нашата репрезентација. Погледнете ги емоциите за Македонија. Не може. Тоа е затворена книга, тоа е архивирана приказна. Ние отворено сакаме да оние проевропски сили во Бугарија го сватат она што денес е реалност и врз база на равноправност на народите да градиме перспективи за европска еднина. Не сакаме да се враќаме назад во минатото. Минатото не е добра приказна за никого на Балкан. Балканот нема минато кое што е за пофалба.
Минатото на Балканот е исполнето со војни, со реки што течат со крв, со големи конфликти, со големи недоразбирања, меѓуетнички чистења и во поновата и во подалечната историја. Ние не сакаме таква историја. Тоа не е ни во генот на македонецот. Ние сакаме историја која што гради мостови на доверба. Македонија покажа капацитетност и во спорот со Грција. Да постигнеме договор, нешто што беше прифатено од цела светска цивилизацијска јавност како вистинско чудо. Во таков спор да се постигне договор со држава и да дојде тоа договор на пријателство, договор на обезбеден мир. Па погледнете сега Грција како застанува позади аспирациите на Македонија. Погледнете и ставовите на денешното раководство на Грција, па и на претходното во однос на она што го имаме како проблем со Бугарија. И ние сметавме дека со таков капитал ние сме инвестирале во мирната иднина на Балканот. Оно што некои структури и сили во Бугарија го правеа во моментот не е добра влезница и инвестиција во иднината. Погледнете, значи тука треба Европа да биде многу ревностна. Мислам дека кризата во Украина сериозно ги отворија вармите во Европската унија. Се покажа и денеска во овој свет дигитален, свет на брза трансформација на информации, свет кај што со камера од телефон можете да регистрирате. Во оваков свет да и гледаме слики на разрушени градови, на цивилни жртви, на воени страдања, се покажа за жал дека и во ова 21 век можно е да се деси такво нешто. И тоа е голем аларм и за Балканот. Па што би се случило ако утре, по истиот принцип на Бугарија, Србија или Црна Гора се блокираат меѓу себе за нерешени историски прашања. Или Република Српска се блокира со Република Босна и Херцеговина. Да. Па погледнете у Балканот, ако така влеземе, тука не се збори за интеграција, ако го земеме тој принцип на делување, се збори за дезинтеграција. А напротив, тоа што цела свесна цивилизацијски ум денеска во Европа го знае е дека на Балканот му е потребен мир, стабилност и европска иднина. Тоа е цивилизацијскиот предизвик на партијата на која што јас припаѓам. Ако ние тоа успееме да го обезбедиме на идните генерации, ние сме оставиле најдобриот залог за македонштината, за самостојноста на нашата држава и за европската перспектива на идните генерации. Во СДСМ сте назначени на највисокото тело на општина Кавадарци, меѓутоа вашиот ресор се медиумите. Ке има ли контрола на медиумите? Не. Или на информациите за медиумите? Не, па видовте, бисам дека завчера излезе овој извештајот на Freedom House, кај што се рангира слободата на медиумите во секоја држава, погледнете го напредок на Македонија. Тоа е напредок на ова влада и да, и исто и за мене, човек кој што сега работи во тој дел, медиумите се исклучително важна алатка и слободата на медиумите е загарантирана слобода на говор на јавност. Така. И тука тоа е принцип кој што никој не сме... Тоа е говорот на јавност. Тој што ќе посегне по медиумот, посегнува по најсветото нешто, по правото на слободна информација на граѓанин. Без обезбедено право на слободна информација за граѓанин нема што да разговараме за демократија. Од тој аспект апсолутно немаме никаков проблем. Само внимаваме. Слобода. Слобода е исто преземена одговорност. Слобода не значи е некој вид на одговорност. Слобода не значи да можеш да правиш. Да правиме се што сакаме. Туку слободата исто има своји правила. Затоа што принципот на слободата е многу добар. Така е. Вика, не е проблемот слободата е право на избор. Да, право на избор. Секој човекот има пред некоја работа да ја направи, има барем уште една опција. Да, пијам водата тука или не ја пијам. Да разговарам со вас или да си станам да си одам. Значи, тој принцип на избор секогаш постои. Но што е принципот на слободата? Принципот е во суштината на избор. Дали тоа што си го избрал има целисходност и вреди. Таква слобода сакаме. Тоа е таа релација која што обезбедува дека утре и позиција и опозиција, секој кој што учествува во политичката битка, ќе има рамноправен, фер третман и во медиумите и шанса за обезбедена гласност да ги соопштува своите ставови на јавноста. И ние до последен момент како партија за таквото право во Македонија поготови во Кавадарци ќе се бори. Во РТК и во КТВ имаше апсолутно добри релации со вашата партија, можда да кажем и ние сме благодарни за тоа. Навреме за се известувани за сите информации, мислам дека тоа е добро.
Ние ќе продолжиме во една таква констелација и на крајот пред да завршиме со овој прв муабет, во какво милје сега ви е општина Кавадарци во економската сфера? Видовте, ние искажавме одредени стравувања дека и покажавме екзактни бројки и нашата советничка група и председател на општината. Затоа ви прашувам. Дека имаме една спирала на задолжување која што за нас изгледа енормна, сериозна и се плашиме дека таквото задолжување во еден момент може да го оневозможи и нормалното сервисирање на обврските на општината и затоа алармиравме дека начинот на кој што се задолжува општината е начин кој што не е еквивалентен на домаќинско и одговорно работење на градското раководство. За колку пари се работи? Ги објавивме точно бројките, во овој момент ги немам, точно ги објавивме графиконите на пресконференција. Меѓутоа, ние гледаме еден друг процес, е тоа е дека голем дел од атрактивно земјиште на општина Кавадарци се издава се продава фактички и дека со тие средства се врши намирување на долгот на општината. И овде имаме еден сериозен проблем, затоа што Кавадарци пред се е за нас работнички град. Ние сме лева партија. Ние како СДСМ, за нас интересот на работникот, правото на работникот, правото на земјоделецот, на тој човек кој што живее од своите 10 прсти, од својот честен и домаќински труд, е најголемото врховно право и најголемата слобода и нашата најголема вредност. Ние сакаме град на отворени можности, град во кој што секој жител на Кавадарци ќе се чувствува слободно. Ние сме слободарски, слободумен народ. Секој граѓанин на Кавадарци ќе има еднакви шанси во него да успее. Град во кој што ќе функционират институциите, не вољата на поединците, не капиталот на поединците. Ние сега се плашиме дека влегуваме во една зона каде што крупниот капитал го завладеува градот. И од тој аспект добиваме ситуација таква како што добивме во градскиот парк. Погледнете во градскиот парк, еден култен еколошки, природен систем, култен објект на општина Кавадарци, сега е сет заграден бетонизиран со згради. Ние ако од еден аспект велиме дека ќе се бориме за квалитетот на воздухот, дека канцерогените обувувања во Кавадарци, ни сите овие децении имат енормно аларматична висока вредност. Иако насушна потреба, гледаме сега и на мобилните телефони луѓето имат апликации, точно гледат какво е загадувањето во градот. Ние во некои периоди и етапи од годината сме едно од најзагадените места во Европа. И ако ние не се бориме за квалитетен воздух, ако не се бориме за чист воздух, ние не се бориме за нешто што е најсвето, здравјето на нашите граѓани. Ние сме загрижени за екологијата, загрижени сме за таквата урбанизација и бетонизација за градот. Загрижени сме за начинот на кој што сега општината се задолжува и загрижени сме за процесот кој што е отворен, а кој што за нас е дефиниран како партизација на општината. Ние уште еднаш да потенцирам, сакаме град на отворени можности. Сакаме град во кој што секој граѓанин ќе има еднакви шанси и еднакви права. Не сакаме град во кој што крупниот капитал ќе владее на начин, например, како што 30 години владееше, ако не се лажам, Џинго Охратово. Ќе соработувате ли со ВМРО ДПМН како? Апсолутно, да. За клучните круцијални прашања? Апсолутно. Тука нема никаква дилема. Нема никаква дилема, имаме и исклучително коректни односи. Добре. Јас и лично ги познавам луѓето од ДПМН, имаме еден исклучително добар пријателски однос и не гледам никаква причина во иднина тоа да не биде основа на наша здрава комуникација. Видите, пред се, ние тоа му го должиме на градот. Да. Ако ние како сериозни луѓе сме се зафатиле да разговараме, да решаваме за судбини на градот, за сериозни работи, тогаш начинот на кој што ние комуницираме мора да биде примерен. Многу е битно каква порака даваме на граѓанството. И од наш аспект мислам дека немам дилема дека тоа исто важи од ДПМН, начинот на кој што ќе комуницираме и начинот на кој што ќе ги водиме дебатите ќе биде начин на аргументи, размена на аргументи. Па добро рековте вие, вистината има две шила. Меѓутоа, добро е да се одбере она што е во интерес на граѓаните. Тоа добива партијата или било кој политичко тело, па и сим граѓани обично. Видите, јас кажав, не сум поборник на брзи ад-хок решенија и на брзи ад-хок резултати. Јас сум поборник на темелна работа, на многу дисциплина и на вредности. На крајот на денот важни се изборите. Важни се резултатите од изборите. Но има нешто поважно.
Тоа што си го останал. Што сте направиле, што сте манифестирале, што ве препознаваат луѓето, што е тоа што во иднина ќе обезбеди обстанок и на партијата. Уште ли диме во Телекомот? Да, во Телеком сум. Во Кавадарци или во Скопје? Во Скопје. Напредувате ваша кариера? Да. Сте покажали добри резултати, останувате ли во Скопје? Не, јас сум во Кавадарци, патувам постојано на релација Скопје-Кавадарци. Да. Патувам многу и во многу други делови, затоа што сум менаџер за целиот регион Исток, од Гевелија до Куманово. Па, да ви кажам искрено, убаво ми јас се најдовте ли таму во Се најдов во таа работа. Политиката исто ми е предизвик, но пред се сакам она искуство кое што сум го акумулирал во работата, во професијата, дисциплината, редот, работата, оптимализацијата на резултати, квалитетот на испорачени резултати, да го пренесам на овој млад тим во СРСМ и на крајот на денот за мене ќе биде најголем успех ако јавноста во Кавадарци почне тоа да го препознава и овде упатувам јавен повик до сите прогресивни граѓани, пред се на млади луѓе, кои што сакаат да бидат дел од процесот на организирано враќање на СРСМ таму каде што му е местото, да ни се приклучат, да бидат дел од еден креативен свет на идеи, на градење на политики, ставови, вредности, размена на искуства, да создаваме еден силен, моćен СРСМ, кој што утре ќе биде вистински репрезент на интересите на Кавадарци. Ние тоа на Кавадарци му го должиме и напорно ќе работиме. А вас веднаш многу брзо како медиуми ќе ја повикаме. Мислам дека веќе наредната недела го отвараме официјално прес-центарот на партијата. И во тој на тој датум, во тој ден ние ќе промовираме еден летопис, еден наш отчет, што е тоа што овие 5 години сме го инвестирале во Кавадарци, а имаме многу инвестирано. Затоа не рековме ги тоа во градинките, во изградба на градинки. Сме го решиле проблемот заедно, нормално со градоначалникот, но сериозни инвестиции. Тука таму се наведени точно сумите и средствата кои што ние сме ги инвестирале. Значи сме инвестирале во градинки, сме инвестирале во реконструкција на школи, сме инвестирале во спортски сали, сме инвестирале во сите градски улици, сме инвестирале во булевари, сме инвестирале во здравствениот дом. Имаме исклучителни инвестиции, одличен менаџер е нашиот директор Димеу јавниот медицински центар. Така е. Сме инвестирале во регионалните патни правци. Сме инвестирали и во патниот правец на Мушовро, и во патниот правец према Дрenovo, и на влезовите во Кавадарци. Нема дел од милјето. Сме инвестирале сериозно во земјоделието. Сме инвестирале во 20 винарски визби кои што сега нови се отворени во Кавадарци. Имам отворен повик за помагање на уште 20. Сме инвестирале во пчеларството, сме помагале, во овоштарството. Нема домен. Тоа сето сме го средиле во еден текст, во една релација да биде достапна, да сватат нашите граѓани дека СРСМ заводно не го потрочил 5 годишниот свој мандат. Работел сериозно да помогне и да инвестира. Секогаш може повеќе. Да, секогаш може повеќе. Вистински човек би рекол на вистинско место, мислам дека ќе имате резултати во вашата работа, меѓутоа за тоа потоа. Ви благодарам многу на поканата. Искрено да бидам, се осеќав стварно убаво. Дали брзо не помина овие 40 минути? Времето помина исклучително брзо, меѓутоа секогаш морам да признам дека разговорите со вас би биле мене посебна инспирација, така беше и овој пат и ви благодарам уште еднаш на поканата и на начинот. Јас јавно ви ветувам дека викнем повторно во студиото. Благодарам. Се неубаво. Почитувани, тоа беше се во денешната емисија. Пријатна вечер.